Агресијата врз Украина и начините како да се стави крај на војните дејства. За ова, меѓу другото, во Анкара разговараа шефовите на турската и македонската дипломатија. Посетата на Бујар Османи се случува во турбулентен период за овој дел од Европа, не само поради ситуацијата во Украина, можните ефекти врз стабилноста на Западен Балкан, туку и поради исклучењето во турско-грчките односи заради тензиите околу дел од Егејските острови. Сепак, главната тема е како Москва и Киев да седнат на преговарачка маса. Иницијативата за посредување ја предводи токму Турција. Состојбите со кои се соочуваме во моментот бараат од сите нас многу мудрост, разбирање и пред се хуманост. Страдањата на цивилното население како резултат на руската инвазија на Украина, зашто можев лично да се уверам пред 2 недели при мојата посета таму, мора итно да престанат. Го живееме почетокот на 21. век и младите генерации треба да бидат лишени од чекори кои се спротивни на елементарните цивилизацијски вредности и од тука позицијата на Република Северна Македонија по однос на ова прашање е недвосмислена. Меѓутоа, во овој контекст ги поздравувам напорите и на Република Турција да посредува во оваа воена инвазија со цел што поскоро изнаоѓање на начин за надминување на последиците предизвикани од оваа војна. Неговиот домаќин не соопшти други детали од турската иницијатива за посредување и ставање крај на конфликтот. Шефот на турската дипломатија само кусо потврди дека Украина била тема на разговорите. Но Чавушоглу, кој идната недела ќе допатува во Северна Македонија за да присуствува на Преспа форумот, беше јасен во делот на турските очекувања околу организацијата која предводи Фетула Ѓулен, човекот кој Анкара го смета за државен непријател број 1. Зборувавме за војната во Украина, но и ги изразивме нашите очекувања за борба против терористичката организација ФЕТО. Северна Македонија во еден тежок период ќе го преземе претседавањето со ОПСЕ, ќе ја пружиме сета поддршка за време на незиното претседавање. Нема информација дали на состанокот станало збори за ситуацијата по одбивањето на Северна Македонија заедно со Бугарија и Црна Гора да дозволат прелет на авионот на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров, кој требаше да допатува во Белград. Ваквиот потек Москва го карактеризираше како политика на двојни стандарди и одлука без преседан. Американскиот Стейт департмент пак смета дека трите земји донеле суверени одлуки за воздушниот простор, што ја одразува решеноста на Европа да ја повика Русија на одговорност поради инвазијата врз Украина. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.